со Универзитетот Гоце Делчев Штип, лабораторијата Амбикон, оваа година се спроведе мониторинг на квалитетот на водите на 3 езера, Дојранско, Тиквешко и Беровско езеро во периодот од април до ноември. И мониторингот беа избрани бидејќи тоа се 3 езера со различна намена за туризам и рекреација, за наводнување и водоснабдување и се правеше мониторинг, се зема проби во 2 периоди, на пролет и на есен. Резултатите од мониторингот покажаа дека водите од Дојранско, Тиквешко и Беровско езеро се класифицираат во класа 4, која се однесува на силно еутрифицирана, загадена вода, која во природна состојба може да се употребува за други намени само по одредена обработка. Класификацијата беше направена според правилото дека и показателот за квалитет на вода, доколку е во најниската класа, например кислороден режим, микробиолошки загадувања или пак нитритите како показател за еутрофикација, тоа ја определува генералната класа на целото водно тело. Значи, кажав, овие езера се класифицира во класа 4, од класа 1, која што значи многу чиста вода, до класа 5, која што значи многу загадена вода. Според микробиолошките анализи и концентрациите на нитрити во Дојранското и Тиквешкото езеро се укажа на постоење на бактерии со фекално потекло и локално фекално загадување. Понатаму во есенските мерења во Беровското и Тиквешкото езеро се покажа високи концентрации на фосфор, што кажува на преинтензивна употреба на ѓубрива во земјоделството, на испуштање на нетретирани отпадни комунални води, отпадни води од фармите, од пречистителните станици. Исто така, кога станува збор за растворени метали во водите, во Дојранско и во Тиквешко езеро, во одредени проби во есенските и пролетните мерења се забележаа зголемени концентрации на бакар, железо или кадмиум. Овие, како и другите резултати наоди кои што произлегуваат мониторингот, укажуваат на тоа дека се потребни и подлабински и континуирани мерења и анализи на квалитетот на водите во езерата, за да се добие една појасна слика кои се причинителите, изворите на загадувањето на езерските води, но и кои мерки треба да се преземат за да се подобри квалитетот на водите во езерата. Значи, согласно со истражувачката програма, и согласно со оно што се договоривме со Институтот за комуникацијски студии да го работиме, направивме анализа оно што можеме ние како лабораторија, како факултет и како универзитет да го направиме. Значи, тоа се одредени параметри кои што прво ги земавме, ајде да речем, на начин што користевме автономен дигитален инструмент кој што независно од луѓе, од човек, зема автоматски проба, таа проба автоматски ја собира на точно одреден временски интервал, прави на така наречена композитна проба и потоа таа проба ја носиме во нашите лаборатории. Ги испитуваме само тие параметри кои што се во можност да ги испитаме во нашите лаборатории. Значи, како што каже Дејан, некои од тие параметри се зголеми. Меѓутоа, за да кажеме дека има влијание врз животинскиот свет и она што е, ајде да речем, како водена популација, мора да се направат подлабоки истражувања. Значи, повеќе од индикативно е дека тука се случува нешто. Значи, зголемата појава на фосфор, посебно во есенските мерења, кажува дека има притисок од комунални води, притисок од земјоделски површини, од неадекватна употреба на ѓубрива, фосфорни, азотни ѓубрива, зголемената содржина на нитрити, се посебно опасни нитритите. А во Берово најголем проблем се еутрофикација. Најголем проблем е намалувањето на нивото на водата. Кога се намали нивото на водата, Берово има и друг проблем. Проблемот не е проблем, туку тоа е геолошка состојба. Значи, има многу мал пуферски капацитет. Што значи пуферски капацитет? Природната алкалност на езерото е многу ниска. Се наоѓа во една кисела средина, во една средина од гнајсеви кашисти, од кисели карпи, кои што имаат многу мала алкалност. Затоа, кога ќе падне водата, постои голема опасност, бидејќи нема природен пуферски капацитет, што Дојран значително го зголеми со каналот од Ѓавото. Ѓавото е карбонатна вода, што влегува во еден систем кој што е бил и така добро алкален, сега имаме голема алкалност од Дојранско езеро. Црна река тече малта не 30 км пред да влезе во карбонатна средина во Тиквешко езеро. Дојран го има проблемот со природно кисела средина. Така да, Берово, извинете, кога малку се намале нивото на водата, а тука се намали значително, доаѓа до
намалување на кислородот, доаѓа до зголемување на, ајде да речем, на распаѓањето на растителната материја, појава, знаеме дека се појавуваат некои црвени алги низ годините кои што се доста еутрофични, затоа доаѓа до зголемување на овие показателите. Нема некој антропоген загадување во Беро.